Лакомото глувче и првата прошетка на шеќерното дете. Еве што станало. Кога сладкарот Марко истрчал од дуќанот да ги викне соседите, во едно дупченце на дрвениот под светнале две зелени звездички. Тоа не биле звездички, туку весели очиња на дуќанското глувче. Полека се прикрадувало глувчето во темницата и се качило на масата. Се исправило на задните нозе, крцнало со белите запчиња. Гладно сум, зацвикало. Ми се јаде нешто сладко? Влечејќи го по себе долгото опавче, глувчето дошло до црвените петленца и почнало да мудрува. Петленцава веќе не ми се сладки. Јади, јади, а од едно крилце не можеш да изедеш повеќе за една ноќ. Потоа се свртело кон кутичките со зидани од мед, шеќер и суво грозје и малку се налутило. Што мисли мајсторот? Јас се исто ли ќе вечерам? Кутички, кутички, кутички. Не, од прва на кутичка одамна ја изгрицка вратата. Од втора го начнав зидот. Од третата оджакот му го однесов како подарок на почитуваниот стар од соседниот винарски дуќан за неговиот 10-ти роден ден. Наеднаш на глувчето му светнале очите. Го видело шеќерното дете и замавнало со опавчето. Оп, рекло весело и се исправил на задните нозе. Еве нешто убаво, дете од шеќер. Сивото глувче со долго опавче и весели очиња почнало да трча околу детето и да испитува од каде да почне со вечерата. Сепак, детето многу му се допаднало. Затоа се заколнало во мустаќот на соседот Стаор, дека ќе го начне само малце. Еве овде, од палецот на десната нога, си рекло глувчето и сладко замижало. Кога се доближило до белиот палец, се тргнало исплашено и се превртело на грб. Палецот малку се помрднал, потоа ногата на шеќерното дете предпазливо се повлекла назад. Глувчето се скочанило и останало да лежи на грб со сите 4 ноженца кон таванот. Не можело кутрото ни да писне, ни соповче да мрдне, ни сокце да трепне. Му се чинело како да сонува. Шеќерното дете оживувало, ги протрило крупните очи и се протегнало. И како глувчето да не е тука пред него, вешто скокнало од масата и излегло од дуќанот. Шеќерното дете несигурно газало во старата калдрма на главната улица, наречена 301 дупка. Се му било чудно и ново и секако да ги поздравувало неговите први чекори. Од зад зелените огради му мафтале со белите гранчиња убавите брези. Румените карамфили ги врткале своите росни глави по него. Јаболкниците, покриени со нежни цутови, шумеле. Од сета таа убавина шеќерното дете многу не забележало. Одело по кривиот сокак, се сопнувало на камења, паѓало в дупки. Тогаш една звездичка или се сожалила на детето, или била љубопитна, се лизнала крај задреманиот месец и се спуштила над детето. Како да изгреала зора. Темните стреи на куќите пламнале в злато, дупчестиот сокак станал порамен и повесел. Шеќерното дете посигурно зачекорило. Ги прелипувало дупките и ги заобиколувало камењата. Градот не бил голем. 30 козји скокови надолж и 2 скока помалку нашир. А може би и не бил град, туку село. Сеедно, граѓаните биле горди, затоа го викале најголем мал град на светот. И затоа што не бил голем, шеќерното дете бргу ги оставило зад својот грб неговите 9 куќи. Кога на исток светнало руменилото на сонцето, месецот почнал да ги собира звездите и да ги брои. Но и колку пати да ги броел, се една била помалку. Сонцето веќе се лутело зад планината. Брате, тргај ми се отпад, време е да изграм. А месецот тажно му одговорил на сонцето. Ќе појдев дома, само ете ми снема една звездичка. Сонцето пак се скарало. Еве, сега. Шепотал месецот и пак почнувал да брои.
а изгубената звезда дури тогаш забележала дека ноќта поминала и дека шеќерното дете ќе може да продолжи и без неа. И се вратила. Кога месецот и звездите отишле, изгреало сонцето. Неговата златна светлост паднала преку 9 куќи на негобило, ги разбудило зеленобрадите борови и ги пробило брзите рејки до нивното сребрено дно. А шеќерното дете одело и одело, не чувствувајќи замор.